Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги темите за вечерва. Министерот за здравство се заинтересирал за експериментот кој покажа дека нема разлика меѓу пушачите и непушачите во Скопје. Зборував со професорката и се договоривме да се направи некое друго попрецизно истражување. Од животна средина молк, граѓаните и експертите бараат акција веднаш. Пар не пар, забрана сообраќај, така натаму многу порадикални мерки и последиците се многу сериозни и големи. За тоа каков став да заземат по начелното правно мислење на Врховниот суд, а со тоа и кон оспорените предмети на специјалното јавно обвинителство, судиите од Скопска единица расправаа доцна попладнево. На крајот одлучија топката да ја префрлат кај јавното обвинителство на Република Македонија. Злоупотреби при вработувањето на лицата со хендикеп. Работев, ги враќав средствата. Ми беа побарани. Се трудат ли надлежните да ги откријат и казнат пропустите? Ние не можеме да постапиме само на таа дојава. Мораме да имаме писмен документ да даде изјава, за да ние можеме врз основа на тој документ постапиме. Ова е еден од 4 мали групни домови, во кои сега се распределени дечињата од домот 11 октомври. Добар ден! Како сте? Добри? Затворете, ладно е надвор. Живееме секојдневно и спонтано, се воспитуваме, растеме и така натаму. Во кујната е нивната тетка Фимка. Денеска им подготвивме плескавици со сос и шпагети. Господине Груевски, од 13 ноември сте во Будимпешта. Каде живеете? Има куќи кои што се на два ката и таму некако луѓето може да се сместат на горниот кат, меѓутоа има куќи што се на еден кат. И тие луѓе немаат многу алтернативи. Спијат или породнини, пријатели, комши, или пак во прифатните центри, во спортски сали и така натаму. Како избегавте од Македонија? Патот беше целосно руиниран. Саботажа. Останете на овој канал, продолжуваме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Прилогот за алармантните резултати од експериментот со плунката како нов индикатор за високото ниво на загаденост на воздухот урива рекорди според споделувањето и коментирањето на социјалните мрежи. Констатацијата дека во Скопје веќе нема разлика меѓу пушачите и непушачите дополнително ги мобилизира граѓанските организации, но не и најодговорните, оние од Министерството за животна средина. Министерот за здравство Венко Филипче разговарал со професорката и советничка во општина Центар Бети Дејанова, која го обелодени случајот и договорил да се направи поопсежно испитување, иако се согласува дека и првичната индикација е загрижувачка. Славица Филиповска за реакциите по сторијата која предупреди дека загадениот воздух ги изедначува жителите на главниот град со работници во индустрија за олово. За жал, овде гледаме кај непушачи дека се јавува интензитет во обојувањето, така што веќе не можеме да кажеме кој е пушач, а кој не е пушач. Експериментот со плунка на Медицинскиот факултет во Скопје, кој ги изедначи резултатите за присуство на цијаниди кај пушачи и непушачи, предизвика лавина реакции во јавноста. Ме загрижи, ама не ме изненадија. Страшно, па, еве, кашлици долготрајни. Новиот индикатор за аерозагадувањето го одмолчаа само најповиканите. Сеќавате кога последен пат министерот за животна средина излегол на пресконференција за аерозагадување? Не се сеќавам. Јас не знам кој е министер за тоа ресорно министерство, нит го знаеме во јавноста, нит сме виделе нешто он да превземе. За мен никот излегува, понекогаш министерот не го знам. Како на резултатите од експериментот гледаат здравствените власти? Зборував со професорката и се договоривме да се направи некое друго попрецизно истражување. Дали алармантните резултати од експериментот и зачестените граѓански протести ќе ја принудат власта на акција веднаш? Пар не пар, забрана сообраќај, така натаму многу порадикални мерки и последиците се многу сериозни и големи.
Една недела по настапот на советничката од дом во Советот на општина Центар, Бети Дејанова, во кој обзнани застрашувачки резултати од експеримент спроведен на медицинскиот факултет, каде што е професорка. Незините колеги кои од меѓусебни расправи го пропуштија незиниот апел за надпартиска дебата, повторно ги побаравме за да видиме дали во Советот сега е променета перцепцијата за аерозагадувањето. Заедно со неизи, со сите останати советници, веќе работиме на подобрување на состојбата на тоа што ние како општина може да го направиме заради подобрување на квалитетот на воздухот. Како советници треба да придонесеме заедно. Ако кога се препукувате цело време? Значи, јас таа седница дојдовме, неспремни, немаше никакви мерки, како советници немаше, имаше само дневен ред. Ние мислевме дека градоначалникот ќе предлага мерки кои што ние ќе ги прифатиме за граѓаните. Присутните роданиди во примероците од Плунка во експериментот на професорката Дејанова укажаа дека постои интоксикација со цијаниди кај речиси сите тестирани, студенти и вработени на Институтот за физиологија во Скопје. По 30 години спроведување на истиот експеримент, годинава првпат резултатите се исти кај оние што пушат и кај оние што не пушат. Со оглед на тоа што аерозагадувањето е во последниот период поинтензивно, ни даде за размислување дали евентуално би можело да биде ова причина токму од околината, односно од животната средина, која што сите сме свесни дека е загадена. Професорот Трајче Стафилов од Институтот за хемија при ПМФ не е изненаден од резултатите. Користењето на дрвната маса за загревање на домаќинствата, тоа представува еден од изворите на цијаниди во негова емисија при согорување на дрвото како горивно средство. Пред се поголема емисија, фактор на поголема емисија имаат одредени видови на дрва, посебно зелените дрва. Пластиката е голем извор на цијаниди, но исто така и материјали кои што се наоѓаат во домаќинството, кои што на ваков или таков начин се депонираат како отпад, тоа се мебелите, гума, исто така. Така што во таква состојба на горење неконтролирано, без пречистување на отпадните гасови, како што е тоа во домаќинствата, нели? Емисијата на цијаниди е реална и можна и докажана и општо познато во светот. Труење со токсичните цијаниди најчесто се регистрира кај пожарникари при интервенција во објекти што горат од и различните видови материјали при спалување создаваат цијаниди. Еве ги границите на експозиција. Една минута со 3,4 ppm ако ги има во воздухот е смртна доза. Министерот за здравство Венко Филипче се заинтересирал за случајот што го обелодени неговата колешка Дејанова. Секако дека резултатите загрижуваат на некој начин, заради тоа што значи дека и воздухот кој што го вдишуваме е навистина загаден. Во таа смисла, тоа е едно испитување кое што се прави наназад со години. Јас сеќавам дека дури за време на моите студии ги правевме тие анализи на Плунката. Да, и токму тоа сакав да кажам, би било интересно доколку тие резултати негде се запишувани, да ги споредиме за сите овие години. Има други многу посовремени методи кои што може и поспецифични анализи да се прават. Така да се согласи професорката и веројатно ќе се направи на таква организација. Државата нема официјално мерење за токсичните цијаниди во воздухот. Нашите прашања и обидите да добиеме коментар од ресорното Министерство за животна средина беа целосно игнорирани. Во интервју за вестите на Алсат, министерот Садула Дураку самиот прогласи капитулација во битката со овој проблем. Për të arritur zvoglimin e ndotjes së arit në shtet, duhen qindra miliona euro. Me buxhetin që kemi në shtet, është e pamundër ne t'i bëjmë të gjitha punën që e zvoglojnë ndotjen e ajrit. Ваквиот однос се потврда на извештајот на врховните ревизорски институции од 15 држави во Европа, заедно со Европскиот суд на ревизори, во кој се констатира дека во Македонија не е соодветно спроведена владината политика за квалитет на воздухот на национално и локално ниво. Ревизорите препорачуваат државата да ги ажурира сите законски и подзаконски акти, за да постигне целосна хармонизација на националното законодавство со директивата на Европската Унија за квалитет на амбиенталниот воздух.
да воспостави целосен систем за размена на податоци, да обезбеди пари за одржување на мониторинг станиците, да формира централизиран систем за мерењата и да обезбеди сеопфатни информации за квалитетот на амбиенталниот воздух. Процесот на имплементација е бавен, оти за Република Македонија нема санкции на ниво на Европската Унија, ниту пак постојат национални и локални санкции за непочитување на целите на политиките за квалитет на воздух. Ние излеговме во име на Министерството со одредени препораки, меѓутоа вистинските резултати стигнуваат тогаш од кога ќе се отстрани причината за загадувањето и у таа насока имплементирањето на оваа стратегија. Што немаат поинтензивна комуникација тие комисии за здравство, за животна средина, значи да се делува брзо и радикално, бидејќи навистина се гушиме секој Знаете, ден. тоа е процес. Никој не очекува и вие сте свесни дека нешто може да се случи преку ноќ. Меѓутоа добро е што се почна. И ќе повторам, за прв пат се одвои така сериозна сума на пари да се инвестира во овој процес, заради тоа што е тоа и процес, меѓутоа и сериозна инвестиција. И за тоа има коментари дека не се доволно парите. Ова е одличен почеток. Секако дека буџетот ќе се надградува заради тоа што сме ние решени дека ова е еден од приоритетите каде што навистина треба да се инвестира заради тоа што нашите граѓани тоа го заслужуваат. Ништо подобра не е ситуацијата и на ниво на локална власт. Градоначалникот Богдановиќ вели дека мораториумот за градби во центар ја облажува ситуацијата, но вистински спас гледа во приклучување на централниот систем на затоплување на околу 73.000 домаќинства на ниво на градот што сега се греат несоодветно. Знаете дека се работи топлификационата мрежа, градот Скопје веќе превзема одредени иницијативи и одлуки со кои што ќе го превземе управувањето со топлификационата мрежа. Тоа е процес што никој не го направил 10 години наназад, а целта е да го зголемиме бројот на домаќинства и семејства кои што ќе се греат на централно грејење, нема да бидат на грејењето кое што беше до сега, каде што ќе користат чумур, дрва, кои што се најголемите загадувачи. Се гушиме буквално. Значи потребни се брзи и радикални мерки. Значи брзи радикални мерки имате. Едното е мерки при зголемено загадување, се мерки кои што никогаш не биле превземени. Дури и за рестрикции во сообраќајот, првиот човек на Скопје Петре Шилегов вели дека нема законска моќ и дека за тоа ќе се чека уште една година. За тоа време низ градот ќе се обраќаат 76.000 стари возила. Рестрикција на автомобили ви прочитав во одредени урбани зони, на пример пар-непар. Значи, за тоа треба апсолутно да, таква можност законска до носењето на овој закон за кој што зборував, немаше градоначалникот на Скопје. Сега донесен е законот, треба година дена заради техничките прегледи во циклусот во кој што влегуваат возилата да се истите мапираат и Ама мора прво да се мапира, не може пар-непар да немаме таква можност, тоа може само министерот за внатрешни работи да го направи. Вие не го познавате министерот за внатрешни. Значи ви кажувам да ме прашувате за не треба нешто. Да видите, јас пак ќе ве потсетам дека сте подпредседател на СДСМ. И додека институционално се редат оправдувања, граѓаните повторно излегоа на улица. Најавија и радикализација на протестите. Додека ние и нашите деца се трујат по болници, да дадат отчет како тие заработуваат својата плата и што во текот на денот сработиле за почист воздух. Проверете, болниците се полни со деца, секој второ дете страда од респираторни проблеми, едноставно живееме во општество кое ни е екоцидно. До властите само ќе не носите на совест ова што го правите. Злоупотреби при вработувањето на лицата со хендикеп. Работев, ги враќав средствата. Ми беа побарани. Ова е еден од 4 мали групни домови, во кои сега се распределени дечињата од домот 11 октомври. Добар ден! Како сте, добри? Затворете, ладно е надвор. Живееме секојдневно и спонтано, се воспитуваме, растеме и така натаму. Наред е уште една тема што длабоко ја бранува јавноста. Начелното правно мислење на Врховниот суд со кое се што преземало или презема СЈО по 30 јуни 2017 е прогласено за незаконско. Не е прв пат Врховниот суд со иновативни интерпретации на законите и правото да биде институцијата што носи одлуки во полза на обвинетиот СЈО.
За случајот со притворот на Сеат Кочан, за дел од судиите на Врховен суд има и иницијатива за разрешување, но судскиот совет од необјаснети причини со месеци ја чува во фиока. Дали последната одлука е доволна основа за покренување нова иницијатива за разрешување на врховните суди што ја донесоа и што понатаму со случаите Империја, Талери и оние во кои се засегнати Али Ахмети и Бујар Османи? Од нашиот Александар Димитриевски. Минатата недела Врховниот суд утврди начално правно мислење според кое специјалното јавно обвинителство нема надлежност да води нови предмети по рокот од 18 месеци од приемот на бомбите, кој истече на 30 јуни 2017 година. Тоа директно загрози неколку предмети отворени подоцна. Одлуката на Врховен оди во корист на Али Ахмети, осомничен за пропаднатиот пропис во 2011 година. Случајот пациент каде осомничен е вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, но оди во полза и на останатите осомничени во други случаи: Сашо Мјалков, Орце Камчев, Милијана Киевски, Кирил Божиновски, Силвана Бонева. Општата, но и дел од стручната јавност ја нападна одлуката на големото мнозинство врховни судии. Главниот аргумент е дека толкувањето закони е надлежност на собранието. Врховниот суд ја презема надлежноста на законодавно-правната комисија во собранието. Или обратно, ако кажеме, законодавно-правна комисија во собрание доби опасен конкурент, би рекла, за уривање на правниот систем. Неколку дена подоцна, дали известно дека засегнатите функционери ќе бидат ослободени од одговорност или за епизодата ќе одговараат сите вклучени. Адвокатот Антонио Апостолски денеска побарал да се укине домашниот притвор за Орце Камчев и други негови клиенти во предметот Империја на СЈО. Истото го побарал и за Сашо Мјалков во петокот, док Атица Јанева испратил барање за прекин на постапката против друг негов клиент, Среđan Керим. Причината за сите овие барања, вели Апостолски, е што? Мерките се изречени по предлог од неовластен тужител според законот за кривична постапка, а врз основа на начелното правно мислење на Врховниот суд. Апостолски ги очекува одлуките од институциите до кои се обратил. По телефонски разговор дури покажи разбирање што нема итна реакција, бидејќи тој самиот не е сигурен кој е надлежен да одлучува кога се во прашање притворите во овие случаи: кривичен совет или судијата што ја одредил мерката. За разлика од Апостолски, кој веднаш ја тестира одлуката на Врховниот суд, адвокатите во друг предмет преземен подоцна од СЈО, Монструм, не сакаат да брзаат. Ние инсистираме на тие разговори, бидејќи и надлежноста на специјалната јавница веќе утврдена, според нас треба да до минимум до изведување на овие на незаконен начин припадни разговори да биде надлежноста утврдена. Дали треба сите да молчат за некој да си отиде и да не одговара пред лицето на правдата? Значи, овие како прашања се наметнуваат. Сите сакаме да се дојде до вистината и до правдата. Меѓутоа, не на политички начин. Каква ќе биде судбината на сите овие предмети, првично ќе зависи од судиите во Скопскиот кривичен суд. За тоа каков став да заземат по начелното правно мислење на Врховниот суд, а со тоа и кон оспорените предмети на специјалното јавно обвинителство, судиите од Скопска единица расправаат доцна попладнево. На крајот одлучија топката да ја префрлат кај јавното обвинителство на Република Македонија. Судот утрек испрати две барања до државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Во првото ќе бараат утврдување дали СЈО е овластен тужител за оспорените предмети. Во второто ќе бараат јавното обвинителство да иницира автентично толкување на законот за СЈО до собранието, бидејќи судот тоа не може сам да го направи. На различни сценарија веќе размислуваат и во СЈО и во редовното обвинителство. Поминато неделната средба Јовески Јанева, денеска за 360 степени од канцеларијата на државниот обвинител, не отфрлаат и опцијата оспорените предмети на СЈО да ги преземе редовното обвинителство. Во моментов предметите се наоѓаат во специјалното јавно обвинителство. Се разгледуваат опциите за понатамошно јавно обвинителско постапување по тие предмети. И додека виси потенцијалната одговорност на осомничени, обвинети притворени, во случаите за кои СЈО не поднесе обвиненија до 30 јуни 2017 година, во јавноста веќе се отвори прашањето за потенцијална одговорност и на оние што го донесоа начелното правно мислење, врховните судии. Јас и не се согласувам со дели од професорите што велат дека судијата не одговара за изразениот став во одлуката. Не одговара само за изразен став кој што е во согласност со законот или
ако е спротивен на законот, тоа да е резултат на неговото слободно судиско убедување, кое не е мотивирано од други причини, не од незнаење, не од, да речеме, неправилна примена на законот. 360 степени упати неколку прашања до надлежното тело кој утврдува одговорност кај судиите, Судскиот совет. Не добивме одговор, на пример, дали самите членови на Судскиот совет ќе иницираат постапка, но не добивме одговор и до каде е веќе отворената постапка за 5 врховни судии, меѓу кои за председателот Јово Вангеловски, кога петчлениот совет гласаше 3:2 за пролонгирање на одењето во притвор на Сеат Кочан, чекор кој возможи бизнисменот да побегне, а потоа и да се врати без последици. Став за начелното мислење побаравме и од трите најголеми политички партии, СДСМ, ДУИ и ВМРО ДПМН. На директните прашања, дали Врховен имал право да толкува закон и дали се согласуваат или не со донесената одлука, став стигна само од социјалдемократите. Судската власт е независна и ние како партија, согласно нашите принципи, не сакаме да ги коментираме судските одлуки. Во јавноста се отворија одредени сомнежи, особено поради тоа што собранието е надлежно да носи закони и толкува закони. Врховниот суд може да носи само начелни правни мислења кога има различна судска пракса при примена на одреден закон. Во овој случај нема различна судска пракса, не судат различни судови. По овие предмети суди само Скопје 1 и во рамките на судот нема различна пракса. Ова не значи крај на СЈО и истрагите што ги води. Основното јавно обвинителство и СЈО треба да одлучат кој ќе ги продолжи предметите. ДУИ ВМРО сепак не бе единствените од кои не добивме одговор на поставените прашања. Помислењата дека само собранието е надлежно да толкува закони не се изјаснија ниту од парламентот, а прашавме и во кабинетот на председателот, кај генералниот секретар и кај председателката на Законодавно-правната комисија. Господине Груевски, од 13 ноември сте во Будимпешта. Како избегавте од Македонија? Патот беше целосно руиниран, места кои што повеќе изгледаат на планини претрупани со камења, со дрва, со отпад, со земја. И навистина не можеше да се помине, да се дојде до некоја куќа. Саботажа. Домот за деца без родители 11 октомври во Скопје зјае празен. Штитениците се сместени во мали групни домови и изгрижувачки семејства како дел од пошироката реформа за деинституционализација што ја турка министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Зоран Јовановски посети еден од новите домови на овие деца и вечерва ви ја пренесува атмосферата од таму. Ова е еден од 4 мали групни домови, во кои сега се распределени дечињата од домот 11 октомври. Во овој мал групен дом живеат вкупно 5 дечиња. Добар ден! Како сте, добри? Затворете, ладно е надвор. Овде се околу 1 месец, а веќе наликуваат на вистинско семејство. Дел од дечињата беа на училиште, а дел се подготвуваа пишувајќи ги домашните задачи. На најмалите омилена им е онаа Поликовна, а за да ја завршат, им помага воспитувачот кој постојано е со нив. Едно вакво листо, едно вакво. Камо вака малку стабилинцата подеме. При формирањето на групите се водело грижа за роднинските врски. Едно од девојчињата му е сестричка на ова момче, кој е средношколец и е највозрасен во групата. И другите деца се роднински поврзани. Остануваме со Пајле, доручкуваме, идеме во школа. Се враќаме, може малце да одмориме, јас идам на тренинг. Кога ќе се вратам нешто, ако можам да поучам. Во домот 11 октомври го оставиле пред 13 години, кога бил многу малечок. На почеток е тешко, нормално. Си живеел со мајка, па после не ја гледаш. И така. Ама како растеме, се повише и повише сваќаме како е. Навикнати на тамошните услови и живот со десетици други, овие деца се сомневале дека е воопшто можно некогаш да ги однесат на поубаво место. Ми е најдобро овде. Мислам дека е подобро од домот. На почеток не ќе да си идам, пошто не знаев како е, ама правевме муабет со директорката и гледам се дека ми го смени мислењето. Во боја е овде, не е сиво. Така? Така е. Додека другите се преокупирани со цртежите,
тој може намира да поразговара со воспитувачот, што досега било реткост. Мене ми е поугодно, пошто сме помалце деца и воспитачите можат да ни обрнат повише внимание. За било што сакаме да разговараме, може на само, групно, како сакаме да се договориме за било што. Воспитувачите се истите, од домот. Во секоја група има по 4, по еден во смена од по 12 часа. Клучната разлика е дека децата се многу малку како група на деца. Значи едно нормално малку поголемо обично семејство. Да не речем со 20 родители, сепак сме не повеќе колеги и можеме, ми се чини, максимум да дадеме во однос на секој дете кога комуницираме, односно ги воспитуваме. Во секојдневното нивно живење, не може сега дури и воспитување да се каже. Живееме секојдневно и спонтано се воспитуваме, растеме и така натака. За него ваквиот начин на живење е клучен за децата да израснат во емотивно здрави личности, кои во ништо нема да се разликуваат од останатите. Повеќе можеме на секој дете да му посветиме внимание и во совладувањето. И сега сите деца се со различни способности. Тука доаѓа до израст на нормално здраво право живење во една нормално семејство. Ваму како институција сакале не мора да се придржуваме кон таквите сатница, па сите деца да бидат на исто, од средношколци до мало до голема, дури дете што оди во градинка, се беше многу мачно, многу тешко за работа. Сега е тука и секој може да даде многу повеќе во проценти како воспитувач, како вработен тука со децата, а и децата го чувствуваат тоа, него како што беше во таа една институција во поголеми размери. Во кујната е нивната тетка Фимка. Денеска им подготвивме плескавици со сос и шпагети, така на дополнување. Тетка Фимка им подготвувала храна и во домот 11 октомври. Добро ги познава дечињата и се обидува да им ги готви омилените јадења. Па сега прибират. Некој сака нешто, едно, некој друго, па им угодуваме, некако им правиме кое што сака. Според можностите, ако ги имаме намирниците при рака, ако не, тоа што е тоа. Време е за ручек, дел од денот што уште повеќе ги зближува. Но тетка Фимка има слободни викенди. Чекајте, сирење да ставим, сирење. Каде е сирењето, теткивка? Каде? Тогаш дечињата сами подгреваат храна и ја спремаат трпезата. Тоа ги учи на самостојност и дисциплина. Да си става да ги изеш по просто. Допред Нова година живееа во оваа установа. Домот за деца без родители 11 октомври во Скопје сега е празен. Во него некогаш имаше до 180 деца. Па е чудно, навистина е чудно, бидејќи е огромна институција, а е празна. Ги нема повеќе децата, ја нема онаа галама, го нема оној жагор и онаа гужва која што беше тука предходно. Сонја Стамевска овде работи 20 години, а сега е ВД директорка. За неа ова никогаш не било соодветно место за раст и развој на едно дете. Едноставно би рекла оној некој војнички систем на групно живење. И сега вие во една група од 16 деца не може а да не настане хаос или да биде нешто функционално или компактно, кога имате различна возраст, различни потреби, различни интереси, а вие сте ги ставиле на исто место да функционира. Сега играчките, мебелот и апаратите кои се уште се функционални се преместени во малите групни домови. Се уште сме во таа фаза каде што нели работи кои што им се останати, кои што се нивни, си ги средуваат, си ги земаат и така натаму. Нешто за што биле тука врзани да може да си го однесат повторно во живеалиштето каде што ќе живеат, тоест во куќите каде што ќе бидат сместени. Министерката за труд и социјала Мила Царовска, како студентка, практичната настава ја извршувала во оваа установа. Потоа и како представник на невладиниот сектор, на младите им одржувала обуки на различни теми. Самите деца си имаат свој простор. Во тој простор никој друг не може да влезе освен тие 3-4 деца. Додека овде вратите се отворени, колку и да они ги заклучуваат, секогаш има кражби. Јас многу емотивно изреагирав минатиот пат кога ги отварахме малите групни домови, кога видов дека нив им се пријади, велат, ние сега наставничке ќе јадеме. И си извади од фрижидерот и си наместија, додека тука се чека
да отвори мензата, да сите бидат послужени и сите да завршат со јадењето во даден период. Додека ваму фрижидерот е полн, тие си поставуваат за јадење и си уживаат во дневното живење како сите деца. Процесот на деинституционализација на детските домови е започнат пред 12 години, а дури сега привршува. Современите модели велат дека сите оние кои што имаат потреба од грижа државата треба да бидат во локалните заедници, блиску до останатите, никако во изолација, никако во големи групи. Затоа и домот 11 октомври ќе биде пренаменет. Сакаме да се воспостави центар за поддршка на згрижувачки семејства, кои што згрижуваат дел од овие деца тука, кои што требало порано да се сместат овде. А втората работа е дека имаме семејства кои што се во ризик да ги остават своите деца. Сакаме да им дадеме поддршка и на тие семејства. Момчето од малиот групен дом што го посетивме е свесно дека сепак сместувањето во оваа куќа е услуга што ја дава државата и дека еден ден ќе треба самостојно да го продолжи животот. Има своји соништа и затоа секојдневно тренира фудбал. Сакам да учам факултет, добро би било. Тоа што ни го пружа државата, мислам дека е добро за нас и треба да го искористиме колку што може. Што би студира? Па јас би сакал на ДИФ за тренер или за нешто така. Зошто? Па ради спортот. Прво би сакал нормално да ставам професионален фудбалер, па ако не може да бидам тренер или нешто. Професор по физичко, нешто така. Браво. Надлежните ветуваат дека домовите за деца без родители ќе останат минато. Децата се надеваат дека преселбата од домот навистина ќе остане патување во една насока. Не еднаш е речено дека степенот на развој на едно општество се огледува во односот кон маргинализираните и социјално ранливи категории. Односот и интеграцијата на лицата со хендикеп е вистински индикатор за тоа. Државата поттикнува нивно вработување преку посебен фонд од кој се субвенционираат фирмите што ќе решат да вработат лице со хендикеп. Како функционира тој систем? Колку се чести злоупотребите и се трудат ли надлежните да ги откријат и казнат? Од Никола Здравковиќ. За да бидете забележани во Скопје, треба понешто да се издвојувате. Таква борба водат и кафулињата. Некои со специфични кафиња, други со несекојдневен амбиент. Сите тие од неодамна имаат конкурент, чија предност е персоналот. Кога на вратата ќе ве пречекаат Филип и Златко, знаете дека сте во Амбрела. Кафуле во кое својот денар го заработуваат лица со хендикеп. Емилија ми е колешка, Тоше ми е колега, Јелесана ми е колешка. И Нено ми е исто другар. Освен што работите заедно и се дружите исто? Да. Кога има полно гужба, имаше тука гужба и работа би тоа. Кога е гужба, тешко ли ти е? Не. Насмејасни, среозани, ги пречекам гостите. Колегите добри ти се, комуницирате, се дружите? Да, добри ми се со нив комуницирам и добро се дружам. А со гостите? И со гостите исто. Филип и Златко се дел од 10-члената екипа која се грижи ништо да не ви недостига. Тројца се веќе вработени, другите се думбина се на обука. За нешто пак да не им недостига ним, тука е Маријан Петров, или како што тие го викаат Мано, собственик на кафулето, по вокација социјален работник. Родителите генерално сите се презадоволни, затоа што им се пружи можност на нивните деца да можат да работат во една нормална средина, каде што имаат секојдневни контакти и комуникации со останатата средина. А од друга страна, тие се, можем да кажем, и повеќе од моите очекувања одговорни, во смисол на доаѓање на време на работа, во смисол на исполнување на работните обврски и така натаму. Овие десетмина од кафулето Амбрела се само мал процент од лицата со хендикеп, кои го бараат своето место на пазарот на трудот.
во најголем дел невидливи за јавноста. Според Агенцијата за вработување, 4701 лица со хендикеп се води како вработено во 2574 фирми. Од движењето против хендикеп Полио Плюс велат дека оваа бројка е незначителна во споредба со вкупниот број на работоспособно население со хендикеп. Попис немаме евиденција за лица со хендикеп. Ако го земиме индикаторот на Светска здравствена организација, кај што вика од 10% до 15% од целата популација на нашето општество припаѓа на заедницата со хендикеп, тоа значи 2.100.000 да ги земиме. Се лица со хендикеп. Ако го земиме индикаторот кој што исто така го посочуваат од Светска здравствена дека од нив 70 до 80% се работно способни лица, тогаш се поставува прашањето каде се лицата со хендикеп и зошто не се евидентирани во Агенцијата за вработување. Додека здруженијата бараат од државата да ги санира слабостите во системот, за стотици фирми атрактивни се неговите предности. Ги користат средствата од посебниот фонд при агенцијата, кои неповратно се доделуваат на приватни компании, подготвени да вработат лица со хендикеп. Сепак, и тука злоупотребите не се непознаница, откриваат од Здруженијето на младинци и студенти со хендикеп. Како организација, дали до вас се има обратено некој со конкретен пример да на хартија е вработен, меѓутоа да седи дома и да не работи? Да, сме имали такви ситуации и такви примери многу. Сме имали ситуации кои на некои лица им одговарал тој момент, па ние сме реагирали. Како може да ти одговара, треба да се побуниш, дека ти треба да таа плата да ја заработиш. Имало и такви ситуации, а имало и ситуации кога буквално велат седи си дома, ќе се земеш плата и дел од платата ја враќаш. На своја кожа, и тоа повеќе пати, злоупотреба од заштитни фирми има искусено ископјанец кој инсистираше на анонимност. Имаше фирма што ми ги зема документите, ме водеше како вработен, едноставно на хартија, како вработен. Нити средства за месечно, наднокнада за работата, нити знаев каде се наоѓа фирмата. Потоа најдов друга фирма, каде што работев, ги враќав средствата. Ми беа побаран. Значи назад. Ако сакаш да функционираш, мора така. Самото лице со хендикеп, немајки каде да, што да направи, бидејќи зависи на некој начин од тој работодавач, ги прифаќа тие негови услови. Трудовата инспекција е таа што треба да им застане на патот на овие појави, но тие излегуваат на терен кога Агенцијата за вработување ќе се посомнева во злоупотреби. Од агенцијата велат дека ништо не се препушта на случајот и дека во фирмите баратели и фирмите корисници на средства контроли се вршат редовно, но и вонредно. Почесто се прави увиди во фирмите кои што се корисници на средства со цел да се утврди дали лицата се на работа, дали се на соодветните работни места, дали редовно ја примаат платата, дали таа плата е во рамките на законските регулативи, да не е пониска од минималната плата. Ако се утврдат неправилности, се известува управниот одбор, се носи решение за враќање на доделените средства и се пристапува кон активирање на банковата гаранција. Георгиевска посочува дека злоупотребите се проретчени, но и дека можат целосно да се искоренат, доколку изиграните вработени се охрабрат да пријават. Доколку некое лице каже или дојави дека не оди на работа, дека враќа дел од платата на работодавачот или ред други причини, ние не можеме да постапиме само на таа дојава. Мораме да имаме писмен документ, доказ дека да даде изјава пред вработените во центарот или во централната служба, за да ние можеме врз основа на тој документ постапиме и постапиме со некои санкции кои што се предвидени со законот. Според заедничко истражување на Полио Плюс и Европската Унија, Агенцијата за вработување и трудовата инспекција, барем засега, се наоѓаат на последните места кај довербата на лицата со хендикеп. Сознанието не мотивираат,
па 360 степени спроведе сопствена инспекција. По случаен избор, одбравме и проверивме неколку фирми низ Скопје, корисници на средства од посебниот фонд. 15 лица. Так. Какви работни обврски имаат? Свашта ради. Ово е работи на биндер. Так. Спрема книги за лепење. Ево е Кристина, глувонема. Добар ден. Лепат, прават, спремат тептери. 8 ми рековте. 8 вработени. Работните обврски какви им се, што работат? Лицата со острви потреби, тоа се помошни работници во картонаж. Еден само работен, само работи он во подружница гостите. Си контактира со клиенти, телефонски, директно ги наоѓа пријатели. Он се води како раководител на подружницата. Фирмите што ги посетивме работат совесно, но инспекторите имаат многу работа да ги откријат оние во сивата зона. Работа ќе има и за институциите, освен што ќе треба да најдат решение за пропаднатиот квотен систем, според кој фирмите на одреден број вработени требаше да вработат и лице или лица со хендикеп, ќе треба со свој пример да покажат дека и самите се отворени. Изминативе неколку години во јавниот сектор се вработија 300 лица со хендикеп. Она што на прв поглед се чини како инклузивна мерка, всушност е маска за пред јавноста, велат од здруженијата. Беше доста проблематичен конкурсот, односно критериумите кои лица би се вработиле во јавниот сектор. Второ, луѓето во јавниот сектор не беа спремни за вработување да примат работници со хендикеп, кај што прв пат гледаат лице со хендикеп. Не знаат нити да комуницираат, нити знаат што е состојба на хендикеп. Не тоа да аспект дека ќе некакви чуда се и треба медицински нешто да им помагаат. Не. Второ, не беа спремни ни самите лица со хендикеп. И трето, што стана многу симптоматично, е тоа дека сите повторно беа вработувани на ниски квалификувани работни места. Значи, чувари, курири, разнесувачи, така натаму, без да се согледа и нивниот афинитет, нити пак капацитет. Беа потребни 40 стоеше советници со високо образование, 40 со средно, 40 со влево и со интелектуална попреченост и така натаму. Значи, што се бараше? Знаете дека критериумите беа исти? Основен критериум беше приоритет при вработување ќе има лицето со хендикеп кое што најдолг период е пријавуван во агенција за вработување како невработено лице. Па ако веќе се ставени 40 советници со високо образование, дали за тие 40 советници требаше биде побарано CV, требаше биде биографија, искуство, минат труд? Проблемите при вработување и работењето маргинални работи се само дел од предизвиците за лицата со хендикеп. Во 21. век тие се уште живеат во магепсан круг, кој почнува со менталитетот на обкружувањето, а се заокружува со непристапноста на образовните институции, законодавство неусогласено со Конвенцијата за права на лицата со хендикеп, неправењето разлика помеѓу физички и психички хендикеп. Често ние правиме паралели дали покојниот Стивен Хокин, ако беше во Република Македонија, државјанин на Република Македонија, согласно нашите постоечки закони и правила и стандарди и перцепции, ќе беше лице без со хендикеп кој што немаше да има работа и немаше да биде вработен. Значи, која е таа 100% работно неспособно, наспротив 100% медицинско неспособно лице? Ние често викаме, може да бидеш со 100% лице со хендикеп, меѓутоа да бидеш и 100% работно способно лице. Некои, иако тешко, успеваат да излезат од магепсаниот круг. За други, вработувањето и себереализацијата остануваат недостижни. Нов ден, нова борба и нова надежда дека општеството ќе почне да разбира и да излегува во пресрет. Лицата со посебни потреби не се лица со посебни потреби. Сите ние имаме иста потреба. Потреба да излезам, потреба да прочитам книга, потреба да се дружам, потреба да пијам кафе, потреба да имам семејство, потреба да работам. Начинот на задоволување на потребата е поразличен.
Имаме уште содржини, саботажата следува по уште една кратка пауза. Бидете насад. Да видиме и саботажата. Автор е Сречко Поповски. Господине Груевски, од 13 ноември сте во Будимпешта. Од 20 ноември, ако не грешам, веќе имате статус на азилант. Каков е вашиот живот овде? Ситуацијата на теренот се осликуваше уште првиот ден кога пристигнав. Веднаш се виде со каква катастрофа се соочуваме, со каков проблем се соочуваме. Што значи да се живее со таков статус во Будимпешта? Каде живеете? Има куќи кои што се на дваката и таму некако луѓето може да се сместат на горниот кат, меѓутоа има куќи што се на еден кат. И тие луѓе немаат многу алтернативи. Спијат или породнини, пријатели, комши или пак во прифатните центри, во спортски сали и така натаму. Како избегавте од Македонија? Која беше рутата? Патот беше целосно руиниран, места кои што повеќе изгледаат на планини претрупани со камења, со дрва, со отпад, со земја. И навистина не можеше да се помине, да се дојде до некоја куќа. Снимка за тоа не постои, а албанските власти известија дека таа снимка е избришана. Како успеавте на тоа полициско обезбедување да му избегате и да стигнете на овој или на оној начин како што велите до Албанија? Не случајно експертите велат дека вакво нешто се случува еднаш во 1000 години. Кој би беше соработник од вашите најблиски соработници во оваа акција? Мора некој да ви помогнал да го организирате? Знаете што? Излегувањето од земјата. Околу 3000 волонтери и најголем дел се и од ВМРО ДПМН, активисти, членови, се разбира имаше и други граѓани кои што помагаа и на сите можам да би сакал да им упатам јавна благодарност за сето тоа што го правеа во минатите денови. Имате ли контакт со вашите сопартици од ВМРО ДПМН, доаѓаат ли тука? Извршниот комитет испрати апел до сите членови, односно до сите функционери на партијата на различни нивоа, на централно, на локално, да одвојат барем 30% од својата еднократно својата заработувачка и на тој начин да се помогне. Господине Груевски, велат дека во неволја се познаваат пријателите. Почна процесот, уплатите почна, работите одат добро. На 13 ноември напишавте статус дека барате азил. Веќе следниот ден беа уапсени ваши двајца многу блиски поранешни соработници. На 20 напишавте дека сте добиле азил, веќе следниот ден беше приведен вашиот прв браточет Сашо Мијалков. Чувствувате ли вина за тоа што овие луѓе завршија во притвор? Ако не излезев на терен, веројатно критиката ќе беше зошто не сум излегол и не сум помогнал. Ако излезам и помогнам, зошто излегувам и помагам. И тоа е секогаш така. Многи повикавте пратениците да не гласаат вечерта пред финалното гласање за двотретинското мнозинство, нешто што предизвика реакција кај Гордана Јанкуловска. Бевте исклучително блиски соработници. Знаете што? Ве разочара тоа? И видов, се уверив дека огромен број на луѓе немаат ништо. Значи, имаат се загубено. Има ли нешто, господине Груевски, што може да ве натера да се вратите во Македонија? Тоа е тоа што не може да се врати никогаш. Се друго порано или подоцна ќе се врати. Господине Груевски, ви благодарам за гостувањето во вестите на Сител. Верувам дека и во следните денови ќе ве гледаме. Бидеше задоволство. Се одјавувам на крајот на ова издание на 360 степени. Следното е в петок од 22. Останете на Алсат и погледнете ги и вестите на македонски. Пријатно!